Раководството и најредовните членови на Планинарското спортско друштво Согово уште на стартот на новата година се зафатија со работа и го одржаа првиот состанок на кој се договараа активностите што ќе се реализираат во наредниот едногодишен период. Главен заклучок од средбата е оти друштвото бележи позитивен тренд и изголемување на бројот на акции и анимирање на јавноста пред се помладите за да се придружат во освојувањето на планинските врвови. Сепак, главно прашање и понатаму останува просторот што планинарите би го користеле како свое седиште, а во кое ќе се договараат за сите активности. Просторија нема и до сега, каде најдеме таму. Бевме позади во Дом на културата, од таму не преселија вамо, поутре чекаме ново птици преселници. Ќе бараме ко прво сала за составници, малку финанска подршка од општината. На состанокот се разгледуваа и предлозите за акции за искачување на планинските врвови во оваа година, како и динамиката според која ќе се реализираат активностите. Еден од заклучоците е патеката до Раткова скала да стане препознатлива рута за рекреативно пешачење, односно да се промовира како можност за привлекување на планинари од други друштва во Македонија, но и од странство. Сега правиме на обележување на патеката. Пак имаме понатака и видеозаписи од целата, снимки, видео, дронове, за привлекување на поголем број на туристи од земја, од странство, кој што имаше на Петровскиот марш. Се трудиме да направиме некои поголеми замов, како што се Алпите, Гран Парадис, Монблан, сите врвови во Македонија највисоки, па така исто и највисоките врвови на Балканот, Вихрен, Мусала и нови предлози од членови. Како резиме за минатата година, на состанокот беше констатирано дека се реализирале над 60 акции, при што членовите на друштвото се искачиле на повеќе од 100 врвови во нашата држава, на Балканот и пошироко. Посебно беше истакнат потфатот за искачување на Мон Блан и на врвот Фиджи во Јапонија, како и добивањето на наградата од Планинарската федерација за најдобро планинарско друштво во Македонија за 2017 година.